оваа недела беше доста успешна, Мгм. што се точно 5 шофери ќе летат понеделник за Чикаго. За Колку пари? да, Кажи во пари. па секој по 1350. Браво, браво, браво. Одлично. Да. Одлично. И треба да пуштам инвојс, нели, ко фактура. Оти имам фирмата ми е во Америка и треба да им пуштам секои 2 недели, нели, треба како минатиот час мислам кажав или поминатиот. Мгм. Ама значи Мирко, ти мислиш во таргетирањето на аудиенс, на публиката е Да, слушај, сменето. може би кај тебе е добро, чисто зборувам, кај нас нешто резултатите се сменија. Може би кај тебе ако е добро ништо не менувај тогаш. Не менувај. Сега примам апликации, ама сега викам дали оти е викенд, денеска од обично во 3 сабајле ми аплицират, 2 сабајле, нели зависи. И гледам, имам доста помалку од обично, ама викам, ајде, може би викенд, имам забележено среда, четврток, најмногу некако, такво искуство имам. Јас имам искуство во сабота најмногу апликации да имаме. Значи стално е. Сабота. Гледаш, зависи, се зависи. Сигурно, дали е и до понуда, дали е, не знам, слика. Така, супер, супер. Да кажам само и за другите. После првиот вработен шофер ќе разговарате како дома со сопругата што разговарам или со сопругот. Така е, така Без е. проблем, без проблем. И кажи, мислам ова, сакам да спомнам колку е лесно да најдеш соработка, пошто на сите шофери им треба. Да. А и дури, еве и сега сме, пример, јас сум во таа фаза дека што одбивам работа, пример, имам Освети, ти си сега слободен, така, си слободен сега, фул тајм работиш. Така? Не се слуша. не, работам, имам во државна институција сум мислам на институција во државната клиника на прием на пациенти.